во Македонија нема услови за одржување на фер, демократски и слободни избори на 24 април 2016 година. Овој заклучок ми се чини е уште повалиден ако се има предвид и не смееме да го испуштиме од вид тоа дека единствената една од двете институции практично независни која што беше воспоставена со договорот од Пржина, тоа е специјалното јавно обвинителство, трпи постојани притисоци од страна на одредени политички партии во нивното работење и од голем број државни институции, незината работа исто така загрозена и има предизвици со кои што треба да се соочат, а го покренаа, што тука го покренаа првиот случај поврзан со повреди на кривичниот законник и во делот на изборите од минатите изборни циклуси. Втората работа што е битна за гарантирање на минимум слободна атмосфера за одржување на фер и демократски избори беше замислено со договорот од Пржина дека ќе се воведе контрола од страна на собранието врз управата за безбедност и контраразузнавање, а во контекст на прислушкувањето на граѓаните. Ни се чини со оглед на тоа што ова анкетната комисија во собранието никогаш не успеа да заживее како што треба, дека можностите за прислушкување на граѓаните се уште постојат, што апсолутно ја загрозува слободата на изразување став. Во оваа ситуација сметаме дека е неблагодарно да се инсистира на било каков датум за одржување на предвремените парламентарни избори. Нашата интенција е да посочиме дека пред се битни реформите и нивно исполнување, пред да може да кажеме кој датум за одржување на изборите би бил реалистичен. И во тој контекст сугерираме да се направи прецизна листа на се она што треба да се заврши. Во контекст, ако сакате на овие 3 точки, иако е тука прилично сужет просторот, да кажам, односно делот на анализата за фер и демократски избори, има и други работи кои што се битни, но дури и за овие работи, да ги определиме точните обврски кои што треба да се завршат, да пробаме да антиципираме колку време за секоја од нив е потребна, ако воопшто за тоа е можно да направиме било какво предвидување, и потоа да видиме кој би бил, да тие работи се завршат и потоа да видиме кој би бил датумот на кој што би можеле да се случат изборите. Само на тој начин граѓаните ќе имаат полна доверба во изборниот процес, ќе се концентрираат на програмите на политичките партии и ќе одат на изборите без страф дека нивниот глас ќе биде изманипулиран или злоупотребен, односно нивното право за слободен политички избор нема да биде загрозено. Воспротивно, инсистирајќи на датум за одржување на избори без јасна временска рамка за исполнување на условите, ќе се отвори ризик од потенцијален бојкот на изборите од страна на голем број граѓани, што несомнено ќе води кон продлабочување на кризата во Македонија. Што е тоа што препорачуваме? Значи, препорачуваме под број 1 да се остави доволно време за да може Државната изборна комисија да ги вработи најдобрите кандидати, што ќе придонесе за зајакнување на незината правна служба и за зајакнување на капацитетите поврзани со информатичко-комуникацијските технологии, што изгледа дека е многу битно во овој момент, особено на споредување на базите на податоци од разноразните институции, за да можат истите овие кандидати да ја вршат својата работа компетентно и со интегритет. Потоа, потребно е да се обезбеди реална временска рамка за целосно и суштинско прочистување на избирачкиот список. Кратењето на роковите и периодот и процесот на детално, правилно, прецизно прочистување на избирачкиот список ќе води кон недоверба кај граѓаните дека следните избори ќе се случуваат повторно, односно голем дел од недостатоците претходно утврдени нема да бидат отстранети. Потребно е да се усвои, како што кажа колегите претходно, правна рамка која што ќе гарантира дека секој оној кој што не треба да биде на избирачкиот список или секој оној кој што не треба да биде на избирачкиот список ќе може да го оствари своето право во моментов законската рамка што постои за изборите не дава основи врз кои што ќе може да се прави било какво бришење или дополнително впишување на луѓе на избирачкиот список. Воспоставување
на ефикасни механизми за жалбена постапка на оние лица кои што ќе бидат избришани од избирачкиот список е исто така многу важен момент, како што уранија напомена. Правната служба во Државната изборна комисија и интегритетот и независноста на луѓето во судовите, пред се во управниот суд, и расветлување на ова зашто дел од судиите во управниот суд се осомничени во овој прв случај на специјалното јавно обвинителство, мора да биде еден од чекорите пред да може да разговараме за тоа кога ќе има избори во Македонија. Потребно е итно постигнување на договор за правилата што ја засегаат работата на медиумите, во насока на обезбедување објективно информирање и еднаква шанса на сите политички актери за да ги представат своите ставови, програми и идеи. Без тоа нема да може граѓаните да имаат информиран став за да можат да гласаат на следните избори. Потребни се итни и конкретни мерки за истрага и казнување на претходните прекршувања на изборниот законник или кривични дела против изборите и гласањето, како и конкретни мерки за одвојување на државата од партијата и спречување на постојаните притисоци, заплашување и злоупотреба на јавните ресурси во партиски цели. Значи, тука бараме да се преземат конкретни мерки и активности, да се дефинира што е тоа што треба и мора да се направи за да се спречат ваквите злоупотреби. И последната препорака е неопходно е воспоставување на ефективни судски и собраниски контролни механизми на управата за безбедност и контраразузнавање и овозможување на непречена работа на специјалното јавно обвинителство, кој има клучна улога во спроведување на договорот од Пржино и итните реформски приоритети, повторно во контекст на враќање на нарушената доверба на граѓаните во изборниот процес и генерално демократските процеси во Македонија.